Добро вечер, гледате Топ Тема. Македонија соочена со енергетска криза, а додека се уште се справува и со ковид пандемијата, земјата сега е исправена и пред политичка криза. Како стопанството ќе преживе? Буџетот за следната година тежок 4,4 милиарди евра е скроен. Ќе донесе развој или социјален мир? Вечерва во Топ Тема гостува Бранко Азески, председател на Стопанската комора на Македонија. Азески, добро вечер. Добро вечер. За почеток, само пред да почнеме всушност со дебатата, односно со разговорот во студиото за темите кои што се актуелни и кои што ги најавив, ќе побарам реклами, а потоа ќе продолжиме со интервјута. Да, назад сме во Топ Тема, како што веќе најавив, гостин во студиото е Бранко Азески, председател на Стопанската комора на Македонија. Азески, иако идејата беше да разговараме само за економија кога го договаравме интервјуто, сепак политиката е неизбежна. За почеток, како ја коментирате политичката состојба во која што се наоѓа во моментов Македонија, а која што следува повториот круг на локалните избори? За да биде се во ред, требаше ова емисија да биде во понеделник, што не во среда. Тоа предимство се дава и сега, и уште, и понатака на овие простори во нашата држава на политичките теми. Тоа не е невообичаено, ние се бориме против тоа, меѓутоа таа борба тешко оди. Неверојатно едни локални избори се претворија во политичка криза, али не е тоа неочекувано за нас, затоа што во втората половина на минатата година и во почетокот нова година се видеа првите знаци на немање мнозинство во парламентот за донесување на клучните економски закони. Вие добро се сеќавате дека и јас и Стопанската комора неколку пати реагиравме на тоа. На неколку пати имаше добра волја и од најголемата опозициона партија ВМРО и лично од председателот Мицкоски и се ускочи за донесување на едни сет на закони кои што инсистиравме и беа потребни во моментот, али некако политичка блокада во парламентот цело време висеше и прашање на, да речем, позиција да после парламентарни избори 20 година на самиот почеток мнозинството се најде во таква ситуација. Од аспект на нас тоа е многу лошо и загрижувачко. Добро, како ја коментирате оставката на премиерот Заев пред се од премиерската функција, но и од функцијата председател на СДСМ и кое сега излезот слушаме различни варијанти. СДСМ вели мнозинството е стабилно, ВМРО ДПМН бара предвремени парламентарни избори. Оставката е личен чин на секого, така да премиерот влегува исто така во личностите кои што може тоа да го направат и веројатно проценил зошто и како го прави тоа. Со тоа покажал и некаков акт, испратил некаква порака до своето членство, до граѓаните, бидејќи овде е симптоматично што се поднесува на двете функции оставката, односно се најавува. Меѓутоа, во принцип, ние сме сепак држава која што има устав, која што има решенија кои што можат да покажат излез од оваа ситуација. Јас уште еднаш ќе повторам, можда ќе бидам досаден како бизнис заедница, нас не требаат брзи решенија. Значи, уморни сме од избори, уморни сме од калкулации, од некои кампањи кои што траат ненормално, па ние се залагавме луѓе за кампањи за локалните избори од 10 дена, добивме 6 месеци. Сега уште завршија наместо да се конституират и да влезат во функција одма некаква да расправаме за децентрализација, да расправаме за нови проекти за инвестициона активност, ние добивме политичка криза. Во една моја колумна запишав, мислам, ево го тоа, први локални избори после првите преспански, вторите пржински, седмите предвремени избори. Во 20 години 7 пати сме имале предвремени парламентарни избори. Во 2002, 2006, 2008, 2011, 2014, 2016 и 2020. Со ненормално долги кампањи, со тешко конституирање на власта после тоа. Ако се земе целиот тој период, кој што представува блокада за бизнисот, ние не сме можеле ништо да направиме друго, него да се самоорганизираме. И некако да се снаоѓаме во такви ситуации какви што се, така да и сега имам определени решенија
кои што сами и во вакви ситуации... Кои се решенијата ако не сте за предвремени парламентарни избори, колку формирањето на, односно стабилното мнозинство кое што вели СДСМ дека го има, може да функционира и во следниот период и што тоа ќе значи за собранието, бидејќи и самиот споменавте дека имаше блокади со мнозинството и досега кој што? Можда ќе ви звучи нереално, меѓутоа јас морам да кажам дека моите лични искуства и во соработката со парламентарните партии и со мнозинството во парламентот, која се однесува за клучни закони од економската сфера, мислам дека со малку труд може да се постигне решение и дека не се цврсти блокадите тука, како што се на политички план, и сум оптимиста дека без разлика какво решение ќе се донеси, они се обврзани, они не можат да го спречат развојот и обстојувањето на економијата и на приватниот бизнис, и мислам дека ќе повлекуваат потези кои што во тој правец ќе отвараат некакви ситуации за справување со овие кризи кои што не задесија стварно во голем број, во мал временски период, точно некако политичкава криза дојде сега и после долго исцрпувачката пандемија и после долгата финансиска криза која се влече од 2008 година, па чак и здравствената криза, така да долги години, во 2-3 години не мачи. Така да уште комета не удрила по глава, веројатно и тоа не ќе биде изненадување ако се деси. Споменавте здравствената криза, се уште не сме се справиле до крај со здравствената криза, пандемијата се уште е тука, веќе сме исправени, односно соочени со енергетска криза во државата пред се. Што е каква е состојбата пред себе кај компаниите, кај стопанството во справувањето со оваа криза и кои се можните решенија, што е што стопанството бара да се направи за да ударот од оваа енергетска криза биде помал? Па видите, за многу луѓе беше изненадување, јас кој што цел живот внимавам да не се мешам во политичките надлежности, да објавам таква колумна во сред изборна кампања, али мислам дека тоа постигна ефект и сите чинители ги замисли без разлика. Изборите се избори, ама секој дневното каснење во одговор на таа енергетска криза кошта милиони за државата. Вие гледате, сега плаќаме, ние ако повлекуваме од резервите на струја на Европската заедница по €1.000.000 дневно. Така да не може да чека таа работа и да речем наголомилувањето на долговите, да завршат изборите, да заврши конституирањето на власта и така натаму. Јас се определив на таков чекор затоа што ги имав сите потребни информации и од тогаш до овој момент ние се наоѓаме како комора во кризна ситуација, бараме решенија, реагираме и можам да ви кажам дека во содејство со надлежните структури кои што се задолжени за таа област се наоѓаме пред некакви можности, солуции кои што ги испитуваме, нашите партнери од надвор исто така ги консултираме и мислам дека... Кои се тие можни солуции и можни решенија со оглед дека владата кажа на последниот состанок кој што беше дека сега нема потреба од прогласување на енергетска криза, денеска донесена е, односно усогласување на уредбата е направено. Што е она кое што вие можеби како комора го нудите како решение за излез од криза? Ние не можеме да се мешаме во надлежностите на државата, тоа е нејзина обврска и нејзина одговорност и она тоа треба да го прави и го прави, мислам. И мислам дека не може ова работа да помине без прогласување на енергетска криза во државата. Не знам се ингеренците во ваква констелација на односи какви се нова влада која што е во оставка во моментов, али она мора да прогласи таква криза за полесно да ги носи решенијата со кои што ќе се справува во моментот кога ќе тргне огромната потрошувачка со промена на временските услови и со резервите кои што ги имаме. Меѓутоа, ние зборуваме за самоорганизирањето наше, значи, покрај тоа што соработуваме со владата на глобален план енергетски, ние си работиме и си параме наши решенија, така да имаме неколку можности кои што ги разгледуваме, ги имаме понудите пред нас, веројатно ќе дојде до некакво здружување на компаниите и до купување на електрична енергија за 2022 година за цела година по фиксна цена,
ќе платиме авансно и на таков начин ќе обезбедиме потребните количини за да го пречекаме почетокот на годината спремни. Има можности за наше вклучување во активностите што ги презема државата за подигање на степенот на производство на електрична енергија, а веројатно ќе има и некои солидарни потези кои што ќе ги направиме како Западен Балкан, како управен одбор на Коморскиот инвестиционен форум, каде што јас сум ко-председател, поведуваме и таму иницијатива и барам од Европската енергетска заедница и Европската комисија да помогнат тука. Споменавте дека оваа состојба нема да помине веројатно без прогласување на енергетска криза. Што ке значи покрај овие иницијативи што еве веќе ги споменавте, што ке значи тоа за стопанството доколку се соочат со рестрикции на струја во одреден временски период? Нема да се соочат со рестрикции на струја, али готово известно дека ќе се соочат со големо покачување на цената на струјата и интенцијата на владата е јасна. Она ќе ги штити граѓаните во таква ситуација, а ние не можеме да чекаме да бидеме изложени на без никаква помош да и чекаме тешките времења и затоа и ова го правиме. Затоа што владата во неколку наврати јавно кажа дека прво е приоритет да ги штити интересите на граѓаните, а вие знаете што се дешава во енергетиката кај нас. 2018 26% увоз, 2019 24,4%, 2020 37,4%. Структурата е знаеме, 50% јаглен, 33% од хидрото, 14% од гасот, 3% од другите извори. Таа ни е структурата, секаде е проблематична, ние не успеавме во овие 30 години да со инвестициони активности го поместиме увозот на електрична енергија. Ако сакаме било каков раст, ние сме свесни дека тоа е врзано за тоа и тоа мораше да се прави. Сега кога не е направено, има решение и на краткорочен, и на среднорочен, и на долгорочен план, али во енергетиката тоа е све сконцентрирано во најголем дел на долгорочни патеки. Така да дебати од тој тип не се потребни се конкретни акции. Да, но зошто еве тие долгорочните решенија не успеваме да ги спроведеме? Имаме намалено производство на домашно производство на струја во континуитет со години наназад се намалува. Тука има низ за објаснување кои што ги даваат надлежните, меѓутоа станува збор за сериозен пат на домашното производство кое што сега дополнително ја комплицира ситуацијата во која што се наоѓаме. Стратегија. Градиме стратегии во институции кои што не го слушаат гласот на приватниот сектор и она што се дешава тука. Второ, менеджментот на државните компании е катастрофален. Ние 2005 година сме го продале ЕСАМА и се поделени 5000 вработени на Евана и на Елем, кои што подели. Елем го намалил, Евана го намалил бројот на вработените во овој период, ние сме го зголемили 3 пати. Тоа е менаџирање, до сите го знаеме како се одвива со партиски војници, со партиски наредби и така натаму, и тоа не може да продолжи така. Тоа мора, како го викаш, да се разреши, ако сакаме, како го викаш, некоја поинаква ситуација. Трето, цената. Ние имаме практично државата држи ниска цената за одржување на стандардот на граѓаните, што мислам дека еден ден ќе се покаже како лошо, а тој ден не сум јас сега да не сум пророкот што ќе го најавува, али ќе биде многу брзо, затоа што во вакви услови испливуваат сите проблеми на површина и веројатно можда ќе ја презима оваа зима на таков начин граѓаните, али од пролет мислам дека ќе дојде до сериозна корекција на цената. Да, една од мерките кои што беше превземена токму за да се одржи тој социјален мир беше намалувањето на ДДВ-то за цената на струјата која што ја плаќаат домаќинствата. Сега ќе видиме дали домаќинствата ќе се соочат еве со рестрикции ако компаниите не се соочат доколку биде прогласена енергетска криза. Значи ние не веруваме и во тоа што гледаме со сопствени очи, изгубивме верба во све. Некој ќе се прашаме сега како дошло до тоа да се најдеме во ваква ситуација, се најдовме од надворешни импути, покрај овие слабости што ги имаме дома, што се неспорни. Да, тие допринесоа дополнително од надворешниот и внатрешниот фактор. Се зголемил растот на бизнисите и имал потреба од поголема количина на енергија заради тоа. Затоа што ти не можеш да калкулираш некаков раст, да не го калкулираш потрошувачката на енергија во таа работа. И
политиките на зелената агенда и обновливите извори на енергија, кои што веројатно во несклад така направиле некаков несклад, меѓутоа обичниот граѓанин не знае дека овој систем е врзан. Струјата не е и енергијата нешто што може да се складира. Значи, ти ќе има струја дома, ама таа цената ќе биде, ако е повлечена од резервите 100% поголема, ако е со увоз, не знам, 5 пати поголема него производствената цена и така натаму. Затоа ние треба да работиме и да ги спроведеме сите проекти. И мислам дека смешно делува која ќе рече 11 повик за Чебрен и Галиште, 12 повик, ние сите знаеме дека тие пропаѓаат заради определени критериуми кои што се внадре, ти си должен да си најдеш начин кој да ги прилагодиш на барањата на инвеститорите, затоа што немој да мислиш дека некој ќе дојде и ќе ти поклоња пари, затоа што ти ќе си му даел можност да гради хидроцентрала во Македонија. Да, токму тие се стратегијата за која што еве изборувавте во сите програми на политичките партии кога се парламентарни избори, ние сме ги споредувале, практично се ветуваат истите енергетски проекти, а никогаш не се реализираат, дури препишани се од една во друга. Македонија научија колку е висината на Чебрен и Галиште на централата, дека треба 30 метра да се симне или дека е реверзибилна или така натаму. Само изгледа тие што треба да ги носат одлуките немаат познавање за таа работа или не го прават од други причини. Загрижува ли оној момент што еве вчера беше објавено дека е донесен предлог буџетот за следната година, објавени се делови, се уште не е објавен барем до овој момент целиот буџет за да можеме да видиме комплетно, но она што е кажано дека не се обезбедени дополнителни пари, не се предвидени за енергетската криза доколку бидат потребни, тие ќе се обезбедуваат од оние пари кои што се останати за ковид мерките, односно за ковид пандемијата. И да не го видам буџетот 30 години, знам дека тој ја нема развојната компонента, секогаш социјалната ја превладува развојната компонента. Ако 30 години по 1% се променуваше тоа, кумулативно денеска како викаш беше ситуацијата поинаква. Меѓутоа не е и ние па во оваа ситуација па не можеме да донесеме развоен буџет сигурно. Така да и гледањето на тој буџет и маките и настојувањата на некој ентузијасти во владата кои што сакаат тоа да го направат, мислам дека ќе не може да вроди со плод. Затоа беше потребна некоја друга политика во изминативе 30 години. Ние цело време одиме со политика која што ги штити социјалните, а не развојните компоненти на оваа држава. И то најизразено е преку буџетот. Да, но постојано секој кој што е на власт вели буџетот е развоен. Заради капиталните инвестиции кои што прво изнесуваат определен процент, а после се констатира дека не можат да се исполнат и се префрлаат за други намени. Да. И тоа е така, и тоа така 30 години така. Да, тоа е во континуитет и прашање кои што постојано го дебатираме и во овој буџет 615 милиони евра мислам дека се капиталните инвестиции, што е раст за 27% во споредба со претходниот, ама ако ја видиме реализацијата до сега што е направена е далеку над она што би требало да биде реализирано барем за годинава, а така е со години назад. Тоа значи дека ние не сакаме да се соочиме со фундаменталните прашања кои што ги повторувам не знам колку години назад. Тоа се мора да се соочиме со позицијата на владењето на правото. Значи мора да се постават темелни принципи, да дојде до промена на целокупната правна, да речем, конструкција на државата која што возможува во овој момент стварање на вакви услови, вклучувајќи го и изборниот закон, и територијалната распределба и така натаму, и децентрализацијата, и пописот до вчера што го немавме, и мешањето на надлежностите, и судирот на надлежностите и така натаму. На Македонија е потребна во овој момент една сеопфатна и длабока анализа во кој правец после овие крупни промени кои што настанаа со влегувањето во НАТО, веројатно со почнување на преговорите и сите искуства негативни што ги имаме, да сите за понајмалку 5-6 прашања клучни во државата, сите политички чинители, сите други општествени субјекти како што се универзитетите, академијата, коморите, синдикатите и така натаму заземат становиште и се тргни во една нова, да речам, состојба која што ќе биде битно различита од ова и ќе ги почитува фундаменталните
правци на база на искуствите негативни што сме ги имале во изминатиот период. Ќе ве вратам уште малку на енергетската криза, бидејќи навистина тоа е сериозна тема која што покрај политичката ја зборува, верувам секој граѓанин ни го интересира. Како Стопанска комора мислам дека сте и во оние обиди да се обезбедат јагленот и мазутот кои што се потребни за функционирање на термоцентралите кои што ги имаме. Има ли некоја новина, некоја дополнителна информација или нешто што може еве да влее оптимизам дека овој тендер ќе биде успешен за јаглен, бидејќи првичниот не успеавме да обезбедиме доволни количини, како ќе се обезбеди, дали може да се обезбеди доволно мазут за ТЕЦ Неготино, со какви пречки практично се соочуваме? Никој не го споменува гасот. Гасот е оптимистичката варијанта која што веројатно ќе биде во доволна количина и по некои прифатливи цени. Тоа ќе е оптимизмот и изненадувањето, а ние што имаме гасоводни цевки кои што не ни се приклучени на фирмите, тоа е наш проблем, затоа што веројатно чекаме све да се заокружи, па после ќе ги приклучуваме, а зошто тие седат празни 10 години не ми е јасно. И сум бил таму и сум интервенирал и сум поставувал прашања и закти и морам да ви кажам дека е тоа второ барање до секоја влада од 5 топ што ги постава Стопанската комора. Првото е сивата економија и корупцијата, второто е гасификацијата. Значи не може ние да имаме гасоводни мрежи од 110 километри кои што чекаат десетина години да бидат заокружени за да можат да се приклучат на фирмите. Колку што си можел да изградиш, толку стави го во функција, па продолжи понатака. Не можеме да чекаме ние се уште, затоа што тоа е основ за конкурентноста на цените со кои што се тепаме на меѓународните Која е логичното објаснување зошто тогаш не ги ставаме во функција, ако велите вие постојано како комора на сите влади тоа им го алармирате? Затоа што таму имаше проблеми, знаете вие, и со собственоста, и измешани надлежности и така натаму. Веројатно ќе се стави сега ред на тоа прашање и поинаку. Ние влечевме еден проблем 30 години, знаете. Значи не може во бизнисот, роковите се многу битни. Значи без разлика што ќе преземиш во бизнисот, мора да рачунаш и да калкулираш со трошокот. Значи ова не е ќе седнеме сега па ќе чекаме 2 години да видиме ефектите и така натаму. Ова е све тоа, како го викаш, си чука таксиметарот и мораш да платиш. Така да тука ќе има позитивни работи, во набавката на мазотот морам да кажам дека секој ден стигнуваат понуди до Стопанската комора кои што ги проследуваме до владата. Има понуди од озбилни компании, морам да кажам, кои што се заинтересирани да го решат тоа прашање и ако земиме ние сега во јавноста се создава една негативна перцепција дека тоа треба во моментов да се донесе, тоа не ќе се донеси целата количина, треба да отпочне процесот, а тоа ќе се носи сукцесивно во текот на сезоната зимска сега, така да мислам дека нема да дојдеме во криза која што ќе доведе до сериозни рестрикции или до проблеми во работењето на стопанството. Споменавте дека струја ќе има за компаниите, но прашањето е по која цена ќе ја плаќаат. Колку па тоа ќе влие дополнително на зголемување на цените на останатите производи? Видовме дека инфлацијата која што се прогнозира во буџетот за до година е 2,4%. Значи ние можам да ви кажам отворено, правиме секој ден калкулации затоа што тоа се менува на берзата, знаете. Ако вчера купевме количина определена, голема количина на струја за наредната година 22, за цела година просечната цена ќе беше 118 евра. А тоа е веќе многу сериозен скок на цена. Значи, ако ја купиш авансно вчера, таа ќе изнесуваше 118 евра. А берзата покажува секој ден што и како. Во секој случај, во петокот имаше пад на меѓународните берзи, во понеделников имаше раст. Тоа е сега, значи и државните енергетски компании имаат формирано компании за тргување со струја и Евана, тука се присутни и други компании, се јавуваат секој ден и така натаму. Мислам дека
од берзата ќе зависи, али веројатно по нашите претпоставки испод 100 евра нема да биде. Добро, но колку тоа ќе ги зголеми цените на останатите производи? Имаше едни проценки кои што дојдоа токму од Стопанската комора на Македонија дека цените може да... Тоа беа ограничени за храната само. Значи, едно од нашите здруженија алармираше за тоа што на стратешките артикли дојде до цената на маслото, на месото и така натаму. Тоа и алармираше јавноста околу тоа и државата. Како и колку ќе се развива тоа зависи од општата ситуација, или во секој случај енергенците се клучот за зголемување на трошоците во било која фаза на производниот процес и дистрибутивниот процес, така да од тоа не можеме да бегаме. Ако тие останат на вака високо ниво, цените ќе бидат на сите артикли зголемени. Да, бидејќи панично малку звучеше дека 50% ќе се зголемат производите, односно храната ќе порасне за 50%. Па тие се зголемени веќе 50%. Одите, видите маслото колку е пред 3 месеци и сега. Така, тие се зголемени веќе. Ние не сакаме да признаеме што се дешавало во изминатиот период. Али луѓето, граѓаните многу добро знаат, фирмите многу добро знаат, затоа што сопственикот на фирма наизуст ќе ти каже сите трошоци да го станеш во 2 на полноќ. Да, добро се свати дека над тие цени дополнително ќе одат нагоре и па можда и тоа била целта нивна, тоа се веснавски здруженија во кои што седат луѓе кои што цел живот се занимаваат со таа работа и они можат да го осетат тоа, така да кај нас има тие целосна слобода сами да ги изразуваат ставовите. И тоа се совпадна со таа колумна моја во понеделникот и соопштенијето од комора и така се добидувам дека тоа на некој начин синхронизирано, уопште не беше синхронизирано, ова е една работа, ова е друга работа, али дека во реалноста така е и ние можеме за да речам добро расположение да си кажуваме онака како што сакаме, али реалноста се движи во тој правец. Се зголемуваат ли цените на енергенците, се зголемуваат услугите, се зголемуваат производните цени, трговските, се движиме кон инфлација, сите ни зборуваат дека се штампаат пари во Европа и во Америка за справување со големиве кризи кои што изминатиот период беснеат по цел свет и така натаму, така да тоа не може ние да бидеме некој изолиран остров што нема да го почувствуваме. Добро, убедува дека ќе остане инфлацијата на умерено ниво и Народната банка и еве проекциите во... Зборуваме кај нас? Да. Да, веројатно затоа што макроекономски Македонија по она што јас го знам стои добро. Меѓутоа, често може да се случи да операцијата биде успешна, пациентот мртов. Значи Македонија може да остане со добри макроекономски показатели, а стопанство да нема и бизнис да нема. Така да ние во моментов имаме добро ниво на девизни резерви, добри депозити на граѓаните на фирмите во банките наши, немаме амбиент за инвестициона активност, владата покушаваше да го створи, и тоа на луѓето им изгледаше малку невообичаено, како сега од криза наеднаш во раст и така натаму. Јас би прашал како сега се зголемија цените, се зголемија на база на поголема побарувачка на газ. А зашо беше газта потребна? За да се произведе струја. А зашо беше струјата? Затоа што порасна производството во Европа. Значи не е тоа мерка на која што ти ќе се исмејуваш, тоа е мерка во која што сите требаше да партиципираме и да ги повратиме огромните средства што државата ги задолжи за справување со пандемијата на COVID-19 и за која што не постоеше друг начин. И тие ќе не оптеретуваат во наредниот период и со еден забрзан раст и со зголемување на додадената вредност, ние ќе требаше тоа да го направиме што побрзо да го вратиме за да имаме средства во буџетот за поголеми капитални инвестиции и така натаму. Едно од ветувањата кој што беше дадено во текот на изборната кампања е раст на минималната плата на 18.000 после нова година. Во која изборна кампања? Во изборната кампања сега. Што имам врска за локални избори да се ветува плата. Тоа ќе ги прашате тие што ветува. Мене ме прашањето колку е ова реално и што значи за стопанството, особено со сите овие работи, сите сегменти кои што сега ги зборуваме.
Значи, тука морам да ви кажам дека имам и лични ставови и ставови на институцијата која што сум должен да ги бранам и да ги почитувам. Значи, ние живееме во услови на пазарна економија. Ако живееме во услови на пазарна економија, тогаш прашањето за платата е пазарна категорија. Сега вие ќе ми одговорите, да, ама и во западните земји постои утврдена минимална плата. Да, постои утврдена минимална плата, ама многу повисок од ниво на животен стандард. И лесно јас да утврдувам тамо таква плата и јас да живеам тамо исто така би правил тоа. И јас морам да кажам дека ние имаме гранки што се погодени од ова работа, текстилната, кожарската индустрија и така натаму. Треба малку да се вратиме на изворните принципи. Изворните принципи при воведувањето 2012 година кажуваа дека треба да постои социјален договор, па да доаѓа до определување на нивото. А владите после си презедоа тие сами да се утврдуваат и да го ставаат тоа во популизам и во свој интерес и така натаму, партиски. Мислам дека треба да се подвратиме назад, да видиме. Иначе, лично ако се прашувам јас како човек, јас сум за тоа да се утврди многу високо ниво на минимална плата и кој не е способен нека не работи. Али јас, нажалост, застапувам институција која што има своји ставови, која што има 17 различити гранки од стопанството, кој има клучните играчи во тоа и така натаму и треба да се води сметка за тоа. И ако сме за институциите, ако почитуваме институцијни личности, треба да седнеме и да се вратиме на таа работа на која што зборував. Да, ние можеме да го утврдуваме, али во согласно со социјалните партнери, врз основа на зголемување на продуктивноста и така натаму. Овде пишува вака. За состојбите. Бруто додадената вредност на реалниот сектор на БДП во бруто домашниот производ 96 година бил 27%, 2000-та 17,3%, а 2021 паднал под 10%. Значи, ние шо ствараме? Од што ќе живееме? Немаме додадена вредност. Од што ќе покриваме долгови? Значи, таа е во надолна линија. Или сме во сите инвестиции во овие 30 години. 65% се градежништво, 25% се машини и опрема. А сите фирми што со процесот на ликвидација на фирмите и на трансформацијата на капиталот останаа и ден денеска така зјаат празни, ние градиме нови наместо машини и опрема и да едуцираме луѓе. И ова последново што кажавте, растот е базиран на продуктивност на само 13%. 13% учествува во растот продуктивноста на трудот. И сега ние ќе правиме зголемување на минимални плати без да направиме раст на продуктивност? Како да се направи раст на продуктивност? Ќе се направи со менување на структурата. Ние не можеме, од лон што имавме во производство, во текстилот и во кожарската индустрија, сега имаме секад. Чак и во металургијата. И затоа стапките ни паѓаат на ова. Структурата на стопанство. Каква е структурата на нашиот извоз? 80% во Европска унија, тие 80% во една земја Германија, од тие 80 во една земја, 80% една фирма Джонсон Мет. Тоа е структура. Стратешките капацитети ги продадовме 90-тите години и сега се чудим. Оди во посета на Окте, ќе видиш една рафинерија, цел град со улици, со патишта, со огромни, да речем, инфраструктурни објекти, претворена во резервар. Значи, да, можело да се греши и се сгрешило. Дај да не ги повторуваме грешките. Дај од таа ситуација да излечиме тоа што треба да излечиме. Значи, ние сме за диалог во сите фази и за почитување на нашето мислење, не мешајќи се во компетенциите на државата. Во јавно викаме, тие нека се ги сносат и одговорностите и правата, али нека не се слушаат. Тоа е основа. Не за промена на казнениот законник или кривичниот законник. Нека не послушаат за развојните позиции на државата. Не може еден човек кој што прави 100 милиони евра обрт фирмата негова, не може он, као го викаш, да биде
човек кој што не е информиран, кој што не води сметка за околностите, обкружувањата, што се дешава и така натаму, за ти да него го ескивираш и не сакаш да седнеш со него и да разговара. Значи ти слушни го мислењето, дали ќе го прифатиш или не. Тоа е друга работа. Ти си имаш стручни институции што ќе кажат за тоа и така натаму. Јас не можам да се пожалам дека во мојот мандат во комората не сме биле повикани, не сме кажувале и така натаму. Да, ама имплементацијата после се сведува на партиски раководства во кои што седат ноунейм луѓе и кои што без анализи, како го викаш, кажуваат штетата што ќе претрпи партијата од таа работа. И се менуваат работите. Не може Стопанска комора нарачува сега, ево, ние имаме нарачано пред 3 месеци за Open Balkan студија во институтот во Лјубљана, во економскиот институт во Лјубљана, веројатно единствена институција која што тоа го направила. И плаќаме огромни пари за тоа, за да можеме, како го викаш, да изградиме политиките на тоа, а овде да се носа решенија на база на тоа со рацете в джеп, некој што ќе каже дека во трета изборна единица ние ќе изгубиме заради тоа и тоа, на база на која анализа тоа што се зборувало пред кафанат. Па треба да прекратиме со тие работи. Да се вратиме на институциите, да ги почитуваме институциите и да го раздвоиме партиското од државното. Тоа колку е реално изводливо во Македонија? Јас мислам дека е многу реално изводливо, затоа што сите, да речам, како се викат, wild карти ги имаме искористено. Немаме веќе во джебот джокери, значи не притисна една криза, друга криза, трета криза и така натаму. Предвиживме што можевме да предвижиме, дојдовме пред Европската унија, влеговме во НАТО и сега или се прилагодуваш на тој колосек или испаѓаш. Возот кој ќе испадне од колосекот не можеш да го вратиш назад. Значи или одиш по тој колосек или не одиш, а таму има јасни одредници што треба да правиш, така да мислам дека маневарскиот простор за такви работи е веќе многу тесен. Кога го споминавте Отворен Балкан, што значи таа идеја еве за регионот и пак малку политика, што значи повлекувањето на Заев сега и тоа што еве требаше да има состанок, меѓутоа на негово место оди Никола Димитров. Видовме реакции, има и Вучич се јави со свој став по однос на Отворен Балкан и како да се одржи еве овој концепт. Јас сум инволвиран во тие процеси со мојата функција во Коморскиот инвестиционен форум за појаснување за гледачите. Европската унија има 3 институции на Западен Балкан кои што се релевантни и важни. Тоа се ЦЕФТА, секретаријатот кој што се наоѓа во Брисел, тоа е Советот за соработка кој што се наоѓа во Сараево и нашиот Коморски инвестиционен форум кој што се наоѓа со седиште во Трст. Тие институции имаат поединачна задача да со помош на средства на Европската унија ги одблокираат блокадите што постојат меѓу 6 земји на Западен Балкан, односно 4 слободи за движење на капиталот, робата, стоките, услугите и така натаму, се овозможи побрза комуникација и со тоа да се признаат и определени можности за флуктација на работната сила и така натаму и конечно да исчезнат оние страмни редици на камиони што ги гледаме само по нашите граници. Во Европа на друго место така не постои. Така да функционирањето на тие институции веројатно покажа дека е потребно нешто повеќе, некоја покрупна иницијатива. Таа покрупна иницијатива е токму ова, која што предизвика ето различити кажувања, различити позиции во кои што 3 земји ја прифатија како оснивачи, 3 треба да се приклучат. Ние сме сега и во едната и во другата иницијатива како Македонија и морам да кажам дека улогата на председателот Заев во таа работа беше многу значајна, затоа што он беше надвор препознат како лидер кој што баш јасно тие средби на кои што се присуствувал, на кои што нема никакви задршки и кочници за поставување на работите на еден поинаков начин на Балканот, што ќе му овозможи и на луѓето, и на фирмите, и на компаниите приближување до европските вредности. Јас мислам дека тој процес не е загрозен, дека тој процес ќе трае, затоа што морам да ви кажам дека некој добро и прецизно израчунал дека постојат 72 иницијативи
за Балканот, меѓутоа проблемот е што тие иницијативи доаѓаат однадвор. Јас често правам споредба со иницијативата на Вишеградската група 91 година, меѓутоа она дојде од внатре. Она дојде од Полска, од Чешка и од Маđарска, после нели се подели па стана 4 држави. Она дојде како исконска потреба однатре. Нас ни треба во моментов во рамките на Отворен Балкан иницијатива автентична, не иницијатива дојдена од Америка, од Европската унија и така натаму. Работиме на тој план, на тој правец и мислам дека тука нема ништо да се смени, само треба стрпливост. 2023 е годината во која што можеме да кажеме дека ако све биде како што треба, нема да има веќе граници. Граници ќе има, ама ќе има постојан проток, отворен проток за стоките и за луѓето, така исто како што е во Европската унија, така да ќе се куртулисаме и од страмот, и од корупциите и митата што владеат по границите и веројатно затоа се чуваат уште. Корупцијата, митото, сивата економија дополнително представува сериозен проблем за кој што постојано на сите емисии, на сите дебати го зборуваме и го отвораме како прашање, но нема некое големо поместување во решавање на овој проблем. Има, мислам дека е познато решението во кој правец треба да оди. 37,6 е сегашното ниво на сивата економија кај нас. Во развиените земји меѓу 15 и 20, а во земјите од развој 30 до 40 според извор ММФ, релевантен извор. Два типа има мерки, репресивни и стимулативни. Стимулативните намалување на процедурите и на регулативата, намалување на парафискалните давачки, намалување на плаќањата во кеш. Работиме на ова. Да, парафискалните давачки. Се работи на дигитализација на системот за јавни набавки, кој што прв е поставен како пилот проект во таа работа. Работиме на уеднаквувањето на царинските ставки со Европската унија, особено што е важно за странскиве компании тука кои што се кај нас и кои што за чудо на една општа усогласеност која постоеше и меѓу политичките партии да биде поддржани тоа, од низа административни бариери и од ова сега што изненада избори па кризи по ова, она стои недонесено. Јас апелирам, бидејќи парламентот јонака е функционален, до сите партии тамо да го поддржат тоа, бидејќи ние без странските инвестиции во овој момент имаме големи проблеми. А они јонака имаат проблеми во светот, во производството и така натаму, кое што го забавува па нивното работење тука, затоа мислам дека тоа е пред владата. Владата треба да го испрати до собранието и треба што побрзо да биде изгласано, заради тоа што тоа не е ништо друго него усогласување на тие ставки со ставките во Европската унија, кон која што ние одиме. И тоа се земји, односно фирми од земји кои што исто така се членови на Европската унија. Така да, ако се земе на тој план, мислам дека треба брза дигитализација, престанување веќе со тоа неколку и водечки бизнисмени во Македонија го побараа, со рамковните вработувања во администрацијата. 20 години помина доста и рамковни договори и така натаму, сега способностите на луѓето, ако се поспособни, не можеме ние сега уште со тие критериуми кои што наместо способност значат запослување по национална основа. Како ќе влеземе ние во Европска унија? Така ли ќе нотатерираат? Уште да се тераме со тие работи. Мора администрацијата да биде средена и тоа е прва и основна задача. Да, квалитетна и ефикасна, но гледаме партиите постојано при превземање на една или друга власт се обвинуваат дека не само поднос на рамковни вработувања, туку поднос на тоа дека имало вработени кои што земале плата, а не доаѓале на работа и тоа во континуитет. Сега као прв пат да подслушнав дека во буџетот е предвидено да нема вработување ова година. Во сегашниот буџет средства за вработување не се предвидени. Така као нешто слушнав. Да, кога ќе го добиеме целиот, ќе можеме да го изанализираме. Гледано ево и од аспект на оставката на сегашниот премиер, во раководењето со државната администрација, за тој дел зборувам, има 3 фази. Првата фаза е кога ќе дојде еден ентузијазам владе дека може да се направи. Втората е во која што се разочаруваш дека тоа не може да биде спроведено и третата веќе е фаза ризична и проблематична која се заокружуваш и не знаеш како да го најдеш излезот на решенијата. Затоа што
Сите наши информации зборуваат дека кога од кабинетите министерски, премиерски излегуваат иницијативите и се предаваат од вратата или се пуштаат по мејл во другите канцелари, како да пропаѓаат во дупка длабока 200 метра. Так и понатака во администрацијата нема имплементација. А тоа е заради ова. Затоа ние мора да направиме администрација мала, јака, значајна и да ја наградиме. Они мора да бидат наградени. Со вакви примања кои што ги имаат се дестимулирани, а нарочито што гледаат и лјадници членови на таа администрација кај што имаат привилегии и злоупотребуваат, а ништо не работат. Но ова постојано го збориме и постојано не се менува. Кажувам, ние има една кај нас во Охрид една така узречица дека мораш да го достигнеш дното за да се одбиеш од езерото. За да можеш да се одбиеш од езерото, да одиш напред, веројатно него имаме дното достигнато. Добро, одиме тука кусо со реклами, потоа се враќаме назад во емисијата. Назад сме во студиото. Гостин во вечерашната топ тема Бранко Азевски, председател на Стопанската комора на Македонија. Азевски, кога зборувавме пред малку за продуктивноста, она што секако ќе кажам, често го употреби во емисија, дека постојано алармираме и постојано го кажуваме како нешто на што сите предупредуваат, а тоа е напишано и во извештајот, последниот извештај на Европската комисија, е дека постои голема неусогласеност на пазарот на трудот поради она бавно реформирање на образовниот систем. Така е, точно е таа констатација и мене неколку пати ме праша, јас кажав дека тоа прашање мора да добие таква доминантна позиција, например, комората во наредните 10 година се посвети само на тоа прашање. Ние да не бе овие кризи сега, да беше све нормално, да не дојдеше пандемија, да не дојдеше енергетска криза, ќе зборувавме само за кадар, нема кадар. Значи, јас пишувам не дека е проблемот на иселувањето надвор од државата, ние имаме и внатрешно иселување према Скопје. Не остана ни еден кадар во општините. Значи, они како што немаат средства, како што немаат кадар, како што немаат ингеренции и така натаму, имаат сериозен проблем и затоа јас често кажував дека може да инвестираат само тротоари и така натаму. Мислам дека процесот на децентрализација мора да го отвори тоа прашање и да почне некаква инвестициона активност по општините, затоа што тоа ќе доведе и до една поинаква ситуација во образованието на терен. Реалните бројки морам да кажам дека се придвижија, значи многу напор вложивме, тек ова година во дуалното образование видовме некои резултати, 211 фирми се подпишаа договори и се вклучија во процесот, претходната година беа само 11, а сега мислам дека ќе имаме цифра од преку 500. Така да тоа веќе си го зема зама, затоа што и бизнисмените сватија дека сами треба да го решават тоа прашање во соработка со школите средни и сега тука се, мислам, состојбите вака, 66% од компаниите одговараат и денеска на анкетите дека имаат неусогласеност меѓу понудата и побарувачката. 53 од новите работни места што се бараат на пазарот се стручно образование, средно значи, а само 10 се со високо образование, тоа е состојбата на пазарот на трудот. Што е направено? Променете уписната политика, се спроведе на сериозна активност заедно со комората Учи паметно, работи стручно. 6% имаме повеќе запишано ученици во стручното образование ова година од лани, што исто индикатор дека нешто се оди напред. 211 фирми го примениле ова година дуалниот систем на образование. Комората обучи во изминатиот период на 300 ментори од компаниите за реализација на практичната обука, значи да може таа практична обука да се проведува 3 дена на школа, 2 дена во фирма и така натаму. Требаше тоа да се направи и тоа е направено. Коморскиот инвестиционен форум, овој што го водам јас и колегата од Србија, Чадеш, Германската банка за инвестиции KfW обезбедија грантови од 150 до 600.000 евра за компаниите и стручните училишта кои имаат договори за дуално образование, значи им се помага на компаниите директно и тој процес ќе продолжи понатака. И формиравме во комората Совет за напредување на високото образование и Совет за напредување на тренингот и обуките,
со што ќе добијаме и ќе изградиме неколку институции потребни за бизнисот и за кадарот негов, а тоа се берза на трудот, званична, направена по сите германски теркови како што се, институт еден за извоз, ќе добијаме дуалното образование, ќе го доведиме до највисок степен, затоа што тука имаме и подршки финансиски и имаме веќе екипи што работат на таа работа, така да можам да кажам дека ако не беше кризата, тоа ќе беше доминантно прашање и таквото фокусирање наше даде одредни резултати и тргнато е во таа насока. И споменавте градоначалниците, тоа може и во вашата колумна, но и сега пред малку во неколку наврати. Вашето прашање беше можно ли стотици кандидати да даваат укави ветувања, при тоа никој да не каже од каде ќе обезбеди пари за реализација на проектите кои што ги ветуваат во кампањата. Тоа беше често поставувано прашање и од нас новинарите и во студиото. Каде се пари? Како ние ќе можеме, ако ние ниедно барање не доаѓа од доздола за процесов на децентрализација? Па ние во некој начин во некои моменти се наоѓаме и се прашуваме дали сме ние будали што инсистираме на тоа. Ние знаеме и медиумите и ние зошто е тоа така. Плаши се од ова, плаши се од она, ќе дојде ова. Децентрализација мора да настане, луѓе. Што ќе направиме ние? Држава Скопје? Ние имаме сега држава Скопје. Погледнете планските региони како се, како го викаш, бројките. Значи, не може вака да продолжи. Мора, како го викаш, да се врати политиката на рамномерен регионален развој. И со тоа ќе ги задржиме луѓето. Со тоа ќе возможиме тамо квалитетни кадрови да останат, а квалитетните кадрови ќе донесат квалитетни бизниси и профити. Не може, јас пишувам тамо до 90-та година, влади сме имале со изворни приходи на финансирање. Сега имаме трансфер буџети, пушти преку општината, да речам, ова, како се вика, парите за образование и за ова, и демек буџет имам. Нема буџет. За реалните нивни потреби буџетите се никаде. Ево еден пример ќе ви кажам. Будва, во Црна Гора, град со 25 има 50, со 25.000 жители има 50 милиони. Скопје како град има 80 милиони. Шо е тоа? Значи, ние мораме тука да извршиме некакво преструктурирање кое што во наредните 20 години, 30 ќе ни овозможи да луѓето почнат да се враќаат назад и со тоа да се зголемува квалитетот на животот. Иначе тамо ќе останат само стари изнемоштени лица кои што практично од инвестициона активност ќе имаат само, како го викаш, огради да прават и да вртат околу куќите, ништо друго. Планот за забрзан економски раст кој што го предвидува владата е да се инвестираат 4 милиарди евра од јавниот сектор, кои дополнително треба да мобилизираат уште 8 милиарди евра приватен капитал, што би значило 12 милиарди евра. Министерот за финансии вели убава приказна на која ќе може да и се следи реализацијата и сериозно стоиме зад бројките со целата одговорност. Колку овој план е реален? Министерот рече дека се тоа приказни. Го цитираш, ти рече дека да. Министерот рече дека се приказни. Јас мислам дека министерот веруваат во тој план и дека не се тоа приказни, дека е тоа една цел без која што ние нема да излеземе никогаш од кризата. Или ќе се преструктурираме и сега ќе искористиме достигнувањето на дното за да се одбијаме горе, иначе ќе останеме на дното. И сега во тој контекст тоа изгледа како приказка и како нереално. Јас затоа тамо пишувам весели математики, али тврдам дека ако не го прифатиме тоа консензуално и ако не направиме нешто на тој план и ја искористиме завршувањето на кризава како одскочна даска за овие преструктурирања сериозни кои што треба да доведат нова структура на економијата, повисоки стапки на додадена вредност и така натаму, Македонија не може да рачуна ништо него да остане на дното на сите процеси. А ние, според кажувањата на поумните од мене, имаш 50 години, од кои што 30 помина, да се докажеш дали можеш држава да бидиш. Ако не ќе бидиш, ама од латиноамерички тип. А ние се наоѓаме во центар на Европа. Затоа мораме тоа да го прифатиме и да одиме напред. А цената што треба да се плати за тоа е висока и ќе платиме затоа што ќе плаќаме и за сите овие пропусти во изминативе 30 години.
Очекуват ли решавање на или поместување во однос на прашањето со Бугарија, бидејќи наспроти политичките изјави кои што ги следиме, денуве бевме сведоци на потпишување на нов меморандум за коридорот 8 помеѓу владата од Македонија и Бугарија, меѓутоа сведоци сме дека такви меморандуми досега се потпишани голем број. Доста се меморандуми веќе. Мислам дека требат со некаков факт да се забранат меморандуми. Јас не знам кој не потпишува. И не знам што ќе објавуваат новините, односно медиумите, ако нема потпишување. А па тие на ударни места. Значи, пазите, јас ќе излезам, ќе кажам, овие бројки што ја кажувам денес, што се алфа и омега на нашето живење на секој човек во оваа држава, на секоја компанија. И ќе те турат тамо на последното, али ако потпишиш меморандум со Сдруженијето на занаетчи во ова, ти си прва вест. Не знам што е. Дали сме толку забегани, не ми е јасно. И гледам баш по порталите, кај што ќе забрани то доста меморандум треба народот да знае дека е заебанција. Дека е флоскула. Дека е, како се вика тоа, представа, театар. Нека ми каже еден што го исполнил меморандум. Ја затоа реков досега имаме видено голем број на меморандуми посебно за тоа потпишање. Така да мислам дека прашањето беше. Очекувате ли решавање или поместување во состојбата? Сега морам да излезам некако од надлежноста што тешко го правам, значи ван економијата. Јас со целата моја интелигенција, со целиот мој бекграунд и багаж, не знам во што е проблемот со Бугарија. Значи јас не знам што е проблемот ни со Грција. Меѓутоа, ето се дигна цел свет и му направивме ќеф. Разбираш, сите знаеме дека е непринципијално, ама ајде, сега ќе му правиме ќеф ко мечката Божа на сите на Балканот. Јас не знам што проблем има Бугарија со нас. Па за нас треба да решавам некакво прашање. Ајде, беше во социјализмот не сме сакале Бугарија, па зато пруга не сме правиле. Абе, не сме правиле од економски параметри. Затоа што таа пруга до пристаништето нивно во Бургас 90% поминува низ територија на нивната држава, 10% низ нашава. Значи, утре од приходот за вожњата, 90% ќе од кај нив, 10 кај нас. Зато не се правила пругата. Не затоа што некој политика имал према Бугарија. Па ево граѓаните наши одат, па слушаат македонска музика, па уопште не осеќам границата кога ќе поминам тамо, се чувствувам исто како Македонија. Па не сум оптеретен. Не знам ја што е проблемот, за да треба јас да губам време, па да било услов во Европската унија, па мислам дека таа работа с места треба да се престане и да се не знам што потпиши. На крајот ќе испадне меморандум ќе потпиши. Јас не знам што бараат тие од нас и меѓународната заедница. Што да расчистим? Нека расчистите Европската унија што не функционираат администрацијата, што не функционираат програмите од кои што ние се финансираме и добиваме на лажиче помош. Нека расчисти состојбите во нејзината гломазна администрација. Што мене ми поставуваат услов со Бугарија? Што имам? Јас не гледам никаков проблем со Бугарија. Или со црквата со Србија. Па оди кај сакаш влези, ако ги почитуваш правилата и во исламски храм и во како се вика еврејски и така натаму, ќе ти направи проблем некој да влезеш во црквата во Белград, она како се вика соборна. Нема да ти направи, ако направиш проблем, ако ги почитуваш правилата. Што е спорот сега? А имало некој спор, па нека го решаваат ти 1000 години. Ама ние живееме од економија. И сега доминантно прашањето станало со Бугарија. Ево нека изгледне, па требало да се завршат изборите тамо, па да се завршиле кај нас, па кој е проблем, тој треба да се реши сега во моментов да изборите да се чекаат. За мене проблем нема. Јас си работев и со грците, си работев и со како комора и со бугарите и денеска и никој нити ми поставува проблем нити. 2005 година во сред Атина, председателот на комората, ние поделивме некаков материјал, цела влада беше присутна, прореагираа новинарите, можете да го напуштите скупот, гостите наши имаат право да си поделат пропаганден материјал за нивната држава, така како што е, што сега се ќе ти правам, јас ќе ти штампам така, за една држава вака, за една така и така натаму. Значи,
Ние сме тие мостовите што треба да ги отвараме и ние мостовите ги отвараме на тој начин што ги одржаваме односите и тогаш кога политичките елити се во сукоп. Али бизнисмениве не сваќаат што е работа. Ние не можеме да сватиме зошто е проблемот со ова. Значи што треба да преговараме за Гоце Делчев? Па Гоце Делчев не бил бизнисмен. Зошто да преговарам за Гоце Делчев? Па ние кај одиме во Европска унија без граници. Па гледајте што се дешава, нема граница, како го викаш, сите се живееме нормално и кој ти рекол нешто, направил ли проблем некој. Во Грција цела Македонија одиме, никаков проблем никој не направи. Азески, ви благодарам за вечерашното гостување во Топ Тема. Благодарам. Вам ви благодарам за вниманието, останете и понатаму со нашата програма.